Почитуван председател на владата, господин Ковачевски, почитуван министр за транспорт и врски, почитуван министр за култура, почитувани пратеници, почитувани медиуми. Требаше да поминат 40 години за патниот правец Битола-Меджитлија за прв пат да биде реабилитиран. Овој патен правец кој води до граничен премин Меджитлија и кој е главна артерија за проток на сообраќај помеѓу двете соседни земји, беше во исклучителна лоша состојба, но и покрај тоа не беше приоритет за реабилитација. Откога сум начело на јавното предпријатие за државни патишта, моја заложба е со соседите да се поврземе инфраструктурно и тргнувајќи од оваа цел. Во нашата програма приоритет добија патните правци што водат кон граничните премини со нашите соседи. Факт е дека ако сакаме добра економска соработка, треба да понудиме и добра патна поврзаност, а добрата патна поврзаност значи и поголем развој на туризмот, од што добиваме сите. Денеска сме заедно овде со премиерот и со министрот за транспорт и врски за и официјално да објавиме дека е завршена реабилитацијата на државниот пат А3 делница Битола-Меджитлија. Реабилитиравме 12,7 километри пат со средства обезбедени од ЕБОР во висина од 3,27 милиони евра. Ширината на ова патна делница е променлива, се движи од 6 до 6,5 метри. Дозволете да подсетам дека градежните работи ги изведуваше компанијата Пелагонија, а надзор на работите вршеше Генк. Работата на задоволство на околните граѓани и на сите тие што гравитираат или го користат овој патен правец е квалитетно завршена. И исто така, во Битолскиот регион минатата година беше извршена и реабилитација на повеќе патни правци, кои водат до населените места Нижо Поле, Ротино, Бучин, Житоше, Демир, Хисар. Но не застануваме тука. Нашата заложба е за наредната 2024 година да обезбедиме средства за изградба на експресниот пат Битола-Меджитлија со обиколница на Битола. За таа цел веќе имаме одобрен инфраструктурен проект и ревидиран основен проект. Ви благодарам.